Здраво, вие слушате Радио Канал 103, емисијата Данс е Макабре. Ова издание на емисијата е во една нестандардна форма, затоа што не се наоѓаме во просториите на Канал 103 во Скопје, туку сме во градот во кој е снимен филмот во кој што ќе разговараме во текот на емисијата со неговиот режисер, кој на најдобар начин ни ги долови убавините на градот на визуелен план и ги вплоти во една хуманистичка приказна во неговата срцевина. Вечерот имаме чест и задоволство да разговараме со еден повратник во емисијата, кој гостуваше во 222-то издание, а тоа е режисерот Илија Пиперковски. Добро да е назад. Добре ве најдови, благодарам за поканата пак да ви бидам гостин. Одлично, одлично. Инспиративно е кога езерото е пред очи, кога може човек да си направи муавет за уметност пред се. Кажи ми, како за прв пат се соочи со филмската уметност? Во киносалите, во малиот екран? Со филмската уметност. Кој си беше прво експонирање? Како гледач? Да. Па прв филм кој го гледав ето сам избеган од дома и проблем на билетара за сакав да влезам без пари ми беше Малиот Буда. Добро, окей. Бертолучи филмот. И до толку бев фасциниран од цела таа магија која нуди филмот, што дури после тоа 2-3 пати го гледав филмот. Секој пат ќе опамтам тој момент, бидејќи сакав да влезам без пари, па тој човек што беше на билетара ме фати, ме почна да ме крева за уши, да ми вика кој е воспитување, како можам јас така да влезам. Како се шверцаш ти да, така? Како се шверцам тоа така. Ама па после дојдов дома со плачење, па кажав што се случи, како се случи. Ама филмот остана со тебе, така? Да, филмот остана затоа што ви напоменав, уште 2 пати го гледав. 2 пати и едноставно ме пикна во цела таа магија, што значи филмот, што значи патување низ времето. И Малиот Буда, имате тука 3 деца кои се главна улога. И лесно е поврзувањето. И лесно е многу поврзувањето, без разлика што темата е тешка, животот на Буда. Сите тие маки и страдања, сите тие погледи, перспективи на животот и на светот. И сега баш пред скоро време го гледав Малиот Буда и баш се навратив на тие моменти кога сум бил дете, како сум го гледал таа перспектива филмот, која била цела таа магија. И држи уште вода, многу да наоѓаш нови работи кога го прегледуваш? Па знаете, секој филм не е само за едно гледање, како на пример на книга. Да ја земеме Ана Каренина. Ана Каренина не е да ја прочиташ исто на возраст од 20, 30 или 50 години. Точно. Така и со филмовите, бидејќи се повеќе слојни, повеќе перспективи, опфатени се многу општествени сфери, дали религиозен, дали политички, дали социјален аспект. Зависи човек како низ која призма сака да ги гледа работиве, во тој зададен момент така и ќе ги доживее работите. Така. Кажи ми, видеотеките, DVD-теките имале некако принос во твојот живот за усовршување на вкусот, што сакаш да гледаш? Па, уште како дете имав таков късмет, таква среќа да имам видеотеки в комши. Одлично. И земај по 2-3 филма, минимум. Порано даваа земи 2, третиот гратис. И едно време почнав дома да се правиме на своја колекција, која ден денес ја имам со филмови кои ми оставале силен впечаток. И ден денес ги памтам сите филмови, затоа што си ги гледал по 100 пати, си ги анализирал. И нормално денес како режисер си има тие филмови свое влијание, дали како теми, дали како приказни, дали како начин на снимање. Сите имаат удел на тебе. Сите нормално. Ние сите сме сунгери, впиваме. Точно. Си носталгично врзан кон некој филм кој што може би знаеш дека не е, да речеме, ремек дело, ама тебе ти се допаѓа носталгично некако си приврзан? Има многу филмови. Зависи за кое чувство, бидејќи не секој филм има исто чувство и иста емоција која ја буди. Без разлика од комплицираноста или од едноставноста како се снимани филмовите и во кое време се снимани филмовите. Има, например, некој филм кој би го гледал по 100 пати. Така. Те прелажал некогаш омот, премиса или синопсис или па кастинг за да го погледнеш филмот, да не си го добил тоа што си го очекувал? Да, нормално.
има например филмови кои знам дека се направени како еден вид ромком, ама многу вложено во маркетинг, дури маркетингот поскап од самиот филм. И чиста љубопитност да те наведи да го гледаш филмот. Сега колку е потрошено времето, тоа е многу релативна работа. Чим сум се одлучил, сум рекол дека ќе го дадам времето. И има многу филмови. Знам дека ќе има и допарва филмови кои ќе ти го одвлечат вниманието, ама пак како што поминувало времето и поминува ден денес, така и вкусот. Не дека се менува, знам точно што сакам, како филм сакам да гледам. Од кој режисер сакам да гледам, дали сакам да откривам нови режисери, нови сензибилности, нови правци, или сакам да ги пратам веќе искусните постари режисери. Најдо кое ти е најдобро искуство за гледање на филм во кино, кое што ќе го паметиш некаде кај што ти има допрено? Кога си останал онака без зборови по проекција? Многу филмови. Така? Да, одма први можам да ви го издвојам Фонтана од Дарен Аронофски. Супер. Бидејќи го пратев целиот процес на препродукција. Уште кога во главна улога беа Бред Пит и Кейт Бланшет. Добре. Па после кога се смена целата таа постава на актери, кога на нивно место дојдеа Хју Джекман и Рейчел Вајнс, кога се намали буџетот и стварно бев многу љубопитен како ќе испадне. Како ќе испадне цела работа и после едноставно останав занемен. Некој половина час седе сам киносалата додека не дојде ред на проекција на друг филм, наредната проекција, или не знам дали беше друга проекција или истиот си. Ама во тој момент не ни размислов, едноставно не ни сакав пак да го гледам, доволно беше тоа чувство кое ме направи да седам половина час во киносала. Имало и други филмови кои ме оставиле така занемен, па после дискусија дали со колеги, дали со другари. Ама Фонтана ми е првиот пример кој ми доаѓа на ум да ви го кажам. Одлично. Си се предомислил некојаш за некој филм кој што не ти се допаднал на прво гледање, меѓутоа си го сменил мислењето со текот на времето, со искуството, гледачко како што си доаѓа? Да, има филмови, например, како деца во школа не носеа да го гледаме пред дождот. Океј. Уште второ, трето деление, што разбираш? Колку ќе разбереш за кој? Па како поминувало времето, животното искуство. Така. И почнуваш да го разбираш филмов од друга перспектива. И исто така го паметам и Pulp Fiction. Океј. Бидејќи горе-долу во исто време излегоа. Да, 94-та, да. Два нелинеарни филмови, друга перспектива. И сега како што поминувало времето, Pulp Fiction станал еден од моите најомилени филмови, како нарација, како начин на раскажување, на приказ на актерска игра, снимање, што се случува во самите сцени. Има многу повеќе филмови, вака овие први што ми доаѓаат. Тоа што паѓа на памет, тоа е најчесто најискрено. Ама како дете сум ги гледал, а сега по голема старосна возраст, обично ретко кога одлучувам да сменам филм или да не го држи вниманието. Обично се случува со некои сериски филмови. Да гледам само пилот епизода, па да не му дадам шанса на наредните 2-3 епизоди. Ако не те импресионирало со пилот. Бидејќи денеска знаете и сами слушатели знаат дека има такава хиперпродукција на сериски филмови, дали од Netflix, дали од HBO, дали од Amazon, дури сега Disney прави своја продукција, Apple, свој стриминг, да. И сме бомбардирани со сериски филмови, кој сака да гледа сериски филмови, па само менувај, гледај пилот, гледај пилот. Ако нешто се залепи, така. Дедо и внук имаше премиера минатиот месец во Македонија. Кажи ми каде може луѓето да го погледнат и каде ќе може да го погледнат? Значи вака, премиерата беше на 6 декември во Охрид и пак ќе биде на редовен кинорепертуар. Одма после празникот Богојавление Водици, значи после 19 јануари. Така.
Беше и во Битола, но пак ќе биде во Битола, беше и во Кичево, пак ќе биде во Кичево, беше и во Приле, пак ќе биде во Приле, беше и во Штип. Останува да биде во Велес, Струмица, Гевгелија, Кавадарци, Берово, Кочани, Струга, Тетово. Супер. И секаде каде што има киносала. И секаде каде што филмот ќе биде поканет, со задоволство би присуствувал, можда со членови на екипата на филмот која го работевме. И се надевам дека и наредна од текот на 2020 година ќе има и добар пласман по филмските фестивали ширум свет. Одлично. А во Скопје игра и во Милениум и во Синеплекс. Да, во Синеплекс ќе биде од 16 овој месец. Така. На редовен репертоар, секој ќе се задржи. Не знам, се надевам дека ќе има поголем интерес за да биде и подолго време на кино. Точно. И тоа е добра можност да може да го погледнат сите кои што до сега нема шанса тоа да го направат. Така што во текот на емисијата ќе зборуваме за снимањето на Дедо и внук, ќе разговараме за начинот на неговото создавање и начинот на неговиот пласман, за ликовите ќе зборуваме и за актерскиот перформанс во самиот филм. Така што останете на фреквенцијата на канал 103 ова емисија кај што се слави филмот, а не политиката. Тука се вистински херои се уметниците, а не политичарите. Кристијан Мунгио почнал да работи како режисер за да засмева и изненадува, потоа открил дека сака да биде искрен и вистинит, а денес сака да биде визуелен и емоционален. Вече ви ме закажано полноќен танц со смртта. Јас сум Златко Ѓелевски и ви останете со трансмисијата на канал 103 до крајот на светот. Вие слушате Радио Канал 103, емисијата Данси Макабре. Со мене надвор студиото е Илија Пеперковски, односно во Охрид разговараме за неговиот филм кој што е снимен во овој град, односно Дедо и внук. На почетокот сакам да те прашам за процесот на снимање, односно со оглед на тоа што во претходното гостување разговаравме за студирањето во Романија. Прашањето ми е, има некој совет кој што ти го имаат дадено професорите или пак колегите кои што го применуваш ден денес на сет? Па многу совети, 12 години ги поминав во Романија. Завршив додипломски, постдипломски и докторат. Така. Се многу моменти, многу мигови, поминати во разговори, во созревање, во менување на перспективи и начин на гледање на нештата. Во зависност од самата пригода, во зависност од самиот момент, дали пред снимање, дали за време на снимање, да, има моменти на кои ми текнува како треба некои решенија да донесам, како треба со глумците работам, како треба со екипата да ги координирам работиве. Денеска сум она што со години сум се трудел да бидам, дали сакано или не сакано да стигнам до ова, ама склопот на околности, животни ситуации и моменти ме направи ова денес што сум. И се радувам затоа што ево дојде ден и да имам премиера, да патувам со филмот кој долги години го сонував за да го сработам и го сработам. А па што те изненадило во професијата на сет што не те научиле на школа? Секој ден е изненадување, секој ден е чудо. Така. Па пред се работи со екипа од 50 луѓе, сите дојдени тука и посветени на една визија. Точно. И секој придонесува со своето животно искуство, секој придонесува со своето знаење за да се направи многу добро дело. И ја оставам слободата секој да биде креативен во својот департамент. На никој не му се мешам, во смисол горе-долу претходно кажувам, бидејќи препродукцијата на филмот се работи со месеци. Кажувам која ми е визијата, ама оставам комплетна слобода на секој од членовите на екипата да си даде свој придонес. И нормално дека има позитивни изненадувања. Ама колку човек е поспремен во самата препродукција, толку и полесно кога ќе дојди време за се решат, да се појават некои проблеми и да се решат истите проблеми. Да се најде некое многу оптимално решение, да, во најбрз можен начин. Да. Бидејќи времето е кратко за снимање, 12 сати да изгледаат многу, ама кога имате една агенда, еден распоред за снимање кој е брз, динамичен и
се бара кое решение е најдобро, па така да изненадувања да постојат. А подготвен си да снимаш еден час плюс и со тоа да ризикуваш дополнително измачување на екипата за доброто на филмот? А се случуваат вакви работи. Така. Се случуваат, не го гледајте како измачување, туку дали моменталната инспирација, дали пак временските услови не дозволиле. Така, па мора да се пролонгира. Во главно секоја екипа има разбирање. Нареден ден ќе надополниме, можеби побрзо ќе сработиме, па ќе завршиме побрзо. Така. Значи не е она да Не се е фатиме фиксиран шот листот, како слепи за стап, дека ова измачување мора така да го поминиме. Туку, да знаете, филм снимање не е 5 дена работа, туку се 1 месец работа со луѓето кои работат, кои се дел од екипата, веќе живееш како една фамилија и морно треба и мора да се има разбирање. Така. Со деца имаш работено, и работел со натуршчици, со животни, воопшто тие се тие трите непишани правила кои што избегнуваат. 3 непишани правила кои се многу тешки за снимање. Зошто да не, зависи од самиот предизвик на сценариото, зависи која е и потребата и самата идеја. Има филмови на кои им се восхитувам како се снимани, бидејќи и деца и кучина и други животни се дел од самата актерска листа. И доколку стварно постои добра подготовка, добар тренинг, цела екипа ги знае работите, се надевам дека и ќе биде лесно. Ево, изминатата година бев асистент на еден од најновите македонски филмови кои ќе излезат оваа година во 2020, филмот се вика Стела. Стела е името на еден од главните ликови во самата приказна, тоа е куче. И сега имаше подготовка со една година претходно, кучето беше тренирано, плюс дете во главна улога. И со сите предизвици на самото сценарио, филмот се снима и се надевам дека ќе биде еден од најуспешните македонски играни филмови. Супер. Значи беше послушно кучето на сет. Добро. Како ја добиваш па довербата на некој актер? Се случило некогаш некој актер или актерка да те тестира, да те тестира во стилот на да види дали имаш чиста и кристална визија за нештото и за ликот кој што го глуми? Најчесто тоа се случува повозрасни актери кои што се од режисерите да се наметнуваат во такви ситуации барем. Ево цела постава на актерска на дедо и внук беше со глумци со кои никогаш до сега не сум работел. Значи се направи кастинг и кога се одлучи кои ќе бидат улогите, веќе се почна и со работа, подготовката, да се раскаже приказната, на кој начин е мојата визија, што сакам да кажам со тие решенија и начинот на кој ќе ја раскажам приказната на самата нарација, зашто сум одлучил да го снимам филмот со долги кадри, кадар секвенца, кој е предизвикот на самите глумци, кој е предизвикот мој како режисер, бидејќи не сакам да сечам, да лепа монтирам, во смисол да ја правам атракција, туку сакав чисти чувства. И да дозволиш актерите и да ја докажат нивната изведба. Затоа е предизвик и за нив, а во исто време и предизвик за мене да раскажам филм во кадар секвенца. И со тек на дружба, со тек на работа, веќе сите знае која е мојата визија, на кој начин сакам да го раскажам филмот. И имав, да не речам, лесно снимање, бидејќи продуцентите викаат дека Господ не сакал, кога сакав, например, драма, езерото беше разбранувано, имаше облаци и така глумците се поставија во самата сцена. Кога сакав мирно, кога сакав да имаме оддишка во самиот филм, езерото беше мирно, сончево, така и глумците ведро. И глумците се однесуваа. Знаете, филмот е составен од многу фактори, но довербата е една од најбитните работи. Кога ќе видиш дека самите актери уживаат во целиот процес, дека не им е тешко, дека не им е напорно, тогаш и јас имам енергија на цела екипа да им ја
дадам истата енергија, истата силина, за да можеме да го поминиме самиот ден на снимање. Бидејќи снимаме секој ден цел месец, така е малце напорно, ама во исто време и едно одлично патување. Јасно. Лесно се помируваш со загубена локација, актер или попрема која што не си ја добил за снимање? Како се носиш со препреките? Па, цело време имам бекап. Имам резервни варијанти, план Б, план С, план Д, за секоја локација. Еден филм просек европските имаат околу 300 до 400 кадри. И рачунајте дека цела екипа работи неколку месеци претходно за секој од тие кадри, за секој од тие локации се наоѓа алтернативна варијанта на локација. Опремата веќе ја договориш од претходно за секој кадар што ти е потребно, како ти е потребно. Затоа напоменав, колку подобро човек е спремен, толку полесно може да ги премине сите препреки и проблеми кои ќе се решава, кои би дошле на самото снимање. Имаш можност сите локации во Охрид каде што сакаш да снимаш? Да. Имаше некој... Не. Видите, јас сум од Охрид. Да. Визијата која имав за дедо и внук ми беше да не го представам Охрид како Охрид со цела негова убавина што ја знаеме со сите цркви. Повеќе сакам да го направам како едно мало медитеранско градче и да биде едноставно поттик за секој што ќе го види филмот да дојде во Охрид, па после тој сам да се изненади од целата убавина на Охрид. Тоа ми беше идејата и знам дека успеав и да ја направам. Во однос на тоа колку Охрид нуди можности, Охрид нуди одлични можности, кај да ставиш камера изгледа убаво. Самата општина е со отворени раце во смисол за афирмативно, кога секој сака да снима тука, му дава поддршка, да немав никаков проблем во однос на снимање. Одлично. Имало некој ден кога па на сет не ти одело ништо од рака, онак? Ретко се случува тоа, дури не ни памтам на самото снимање. Јас години го чекав овој ден. Така. Мислам овој период за да дојде да го снимам филмот. Така. Ако попаднам јас, например, енергетски сум скапнат, имам пак екипа асистенти кои би ми помогнале, би застанале некои работи со плюс енергија, ама бидејќи во ова хиерархија која имаме на снимање, режисерот е главен, не можев, а и не ни сакав, а и не ни се случи да дојдам, да потпаднам енергетски, за да не можем да се истурка денот. Да се истурка денот. Напротив, е едноставно уживање. Немав потреба, викам, без разлика што имавме многу широки кадри, се беше тивко, со разбирање, одлично снимање. Ќе памтам цел живот. И треба. Се крателе сцени од снимањето доколку се немаше време или се снимиш што беше планирано? Да, снимав и се што е планирано, дури снимав и од повеќе. Така? Кои што не се употребени? Не се употребени. Првата верзија на филмот ми беше 3 сати и 15 минути, за да дојдам по 2 часа. Значи многу сцени фрлив, не фрлив само кадри, туку сцени цели. Сцени целосни, така? Сметаш го коча филмот на динамиката или? Не го коча, туку открива повеќе кој што треба. Така. Да, е сега со продуцентите на филмов, со Огнен Антов и Стојан Вујчич, решивме дека не е добро да кажеме се, туку да оставиме дел на имагинацијата на самите гледачи, бидејќи сценариото многу линеарно го напишав, со причинско-последични работи кои се случуваат и зошто би се случували истите работи. Но бидејќи 3 сати е многу за гледање на еден филм, а немам направено некој си епски блокбастер, туку имам направено на човечка драма, полна со емоции. И за заеднички договор дојдовме дека филмот треба да биде по 2 сати. Така, би ги ставил на некој, не знам, DVD, Blu-ray издание, нешто тие како бонус материјал или? Да, секако. Дали ќе направам она популарно наречено директорс кат, варијанта на режисерот, не знам, ама има, например, некои наративни нишки кои би сакал да ги ставам во филмот, кои носат една мистика, едно поинако влијание, ама што е тоа, сега филмот пресечено е, да. Пуштено и пресечено.
Имало моменти кога си сакал да се откажеш од филмот, да кренеш раце? Не, Не? не. Дури кога конкурирав, кога ме одбива, едноставно многу верував во самата приказна. Верував во незината посебност, верував во начинот на кој сакам да ја раскажам. Верував во тоа дека ќе оставам траен печат. Во многу работи, значи имав преголема верба во филмот да го направам онака како што го имам направено. Знаете, уметноста не треба да се занимава со големи теми, туку со мали навидум секојдневни приказни на обичниот човек. И тие се големите. Големи се, и тие знаат да бидат гиганти. И таква приказна сакав да раскажам. Приказна, секојдневна, обична, која нема да е преоптоварена од ајде да наречам транзицијата, непокорот. Така, темите кои што ги го оборувале, ако ништо друго, самиот филм со години. Па тоа беше македонскава кинематографија. Тоа сакав да раскажам една многу обична приказна, приказна која ни е многу блиска. Приказна која ни е секојдневие. Приказна која секој од нас на еден начин ја доживеал. Дали односот што сме го имале со бабите и дедовците, дали сме пораснале. Сега горе-долу такво ни е македонското општество, сите растеме со нашите баби и дедовци. Да. И таков однос сакав да раскажам. Тоа ми беше и инспирацијата. Така. И поставеноста воопшто со родителите и децата кои што ја има. Колку па режисерот има етичка одговорност врз снимениот материјал? Како? Колку има режисерот етичка одговорност врз снимениот материјал? Па филмот е огледало на режисерот. И се што сакам да кажам на било која основа, дали општествена или морална, е тука се гледа кои работи ги пазам, давам внимание, со кои работи би се согласил, со кои работи не се согласувам, но оставам едноставно на гледачот да види што е вредно и правилно, кои се вредностите денеска. Така. За да е поголем предизвик е работа на трагедија или комедија? Затоа што се два различни монструми тоа. Да, тоа се две различни чувства, две различни перспективи, Така. и едното и другото. Каде се пронаоѓаш повеќе? Комедијата е многу тежок жан за снимање, не дека трагедијата не е исто. Ясно. Но за комедијата треба стварно да го направиш смешно, да изгледа за да не бе трагично. Така, карикатурално да не испадне. Да, и сега во овој период Дедо и внук е така. Една многу емотивна драма. Да. Која, има и трагични моменти, но зошто да не еден ден би направил комедија, само да се погодат вистинските услови. Јасно. И вистинска состојба за да се направи таа комедија. А и Дејан Лилич знаеше да се тушира со врела вода. Да. Сепак беше Има комична секвенца. има комични моменти, ама таков не е и животов. Јасно. Ќе се наспееме, ќе се натажиме. Затоа сме луѓе. А па кој жанр сакаш да го испробаш, а кој никогаш не би го снимал? Научна фантастика се разбира. Така? Да. Тоа е тоа. Сега, да, и научна фантастика со многу пари, со висок буџет, ама и научна фантастика која може да се изведи и со поскромен буџет. Исто така би пробал мюзикал, би пробал и супер. да. Најчесто го избегнуваат мюзикал режисерите, не знам, имаат некаква си стереотипен поглед на лимитациите кои што ги нуди како жанр. Ама ако може да се направи добро, ама знаете мюзикал бара многу пари. Точно. Костими, музика, пеење, да се најдат луѓе кои стварно и ја има дарбата, го имаат гласот, знаат да пеат. Не е баш едноставно. Исто така би направил и бајковита приказна, некоја детска фантазија. Супер. Исто така Има што не би снимал никогаш? Не знам, Така. искрен да бидам, кај да знам кај животот ќе ме донесе понатаму. Немаш такви
пречки ставено. Ама зошто би ставил? Зошто би се ограничил? Секој филм е патување, секоја тема е патување. Јасно. И зашто па воопшто и вокалот да се става. Да. А кој е твојот однос со критиката на твоите филмови? Сметаш дека е потребна или па е излишна? Та здрава работа е критиката. И човек учи од критика. Без разлика дали е добронамерна или злонамерна. Така. Ама искреноста секогаш е таа видливата работа која доаѓа. Самите гледачи кога ќе го осетат филмот, кога ќе осетат емоцијата, таа е најдобар показател. Таа кажува се што треба еден режисер да знае. Така. Само да ги видите луѓето како реагираат сала, дали Смејат, плачат, да, издевнуваат. дали седат на телефон или не седат, дали едноставно филмот ги допрел. Така. Има многу работи кои се дел на критика денес. А во поглед на самата рецепција, сметаш дека луѓето ја имаат загубено навиката за одење во кино? Да, односно, да. што се добива од големото платно и дали може да се замени со малиот екран? Каде ја гледаш еднината на филмот? Во големи киносали, во филмски фестивали или на стриминг сервисите, кои што напоменат? Ова е една голема борба денес, една епска борба која и најголемите режисери во Холивуд ја водат против, например, Netflix, за да не се искупи и да не се изгуби самата мок која има Времето во кино. киното и што значи тој се социјален феномен да одиш на кино. Се надевам дека и во иднина филмот ќе остане наменет за на кино, бидејќи го правиме филмот за да го изгледаш на кино, да ја осетиш таа групна енергија додека со многу луѓе го гледаш филмот, да го осетиш и самото кино доживување. Големо Да. платно си, еден звук. Да. Ево, например, денеска најголемите режисери се борат исто така на телевизија, на самите телевизори да имаш една опција која се вика Filmmaker мод. Да не биде само на како опција смутнес, бидејќи Така. не сите ги направиле филмовите така да изгледаат како аматерско видео. Така. Да, ќе престои оваа битка и ќе се бори киното со телевизијата, но не верам дека таа битка ќе биде изгубена. Да, можеби ќе биде намалена, филмот ќе се гледа само во големите молови, ќе се гледа по некој хардхаус кина со мал капацитет. Но секој човек што сака да види филм на кино, ќе оди да кино. Точно. Откако ќе заврши фестивалскиот живот, се прикаже на ТВ и остави во кинотека, македонските филмови малку по малку исчезнуваат. Сега постои Cinesquare, како една нели дигитална платформа каде што се ставаат во таква форма филмовите, меѓутоа зошто еве да речеме 5 години по премиерата на еден филмот како ќе заврши по фестивали, не е достапен филмот до широките маси. Па тоа е во зависност од самиот дистрибутер. Така. Кај има тој договорено, кај има веќе изградено инфраструктура на која се прикажуваат филмовите, дали не знам, договорил 10 години да биде само по кино и фестивали, да може само по лимитирани стриминг сервиси да биде пуштен филмот. Тоа е склоп на многу договори, па не можам да кажам зошто. Кај македонските филмови во главно самите продуценти се и дистрибутери, па на нивна слободна волја се дава филмот на телевизија или не. Така. Од нив зависи. Од нив зависи. Баш. Сега, како што веќе напоменавме, и двајцата сме растени пред телевизор, со видеотеки, DVD-теки, нарачување на филмови. Колку па интернет пристапноста на филмовите разви аверзија и го попрекува потрагата по правилниот избор во таа шума на информации, заради тоа што напоменавме дека има квантитет денес од продукција на секое можно ниво. Сметаш дека постои потреба од уредување и посочување? Сметаш дека квантитетот ја јаде веста денес и точниот избор? Па пола е тука размислување. Порано тоа што викате видеотеки, DVD-теки, тоа што што ќе дојдеше, тоа и го гледав. Така, пак е лимитиран избор, да. изборот. Да. А денес, кога сме преплавени во слободен пристап на еден начин и информации, филмови,
Да, потешко да се дојде до вистински избор за гледање филм, ама од друга страна, ево, јас тргнувам од себе, бидејќи сум го истанчил вкусот, веќе знам референци, кај да барам, што да барам, кои жанрови ме интересира, кој би можел да прави такви филмови, ми е полесно да барам и да истражувам, а и секојдневна рутина и навика ми стана да истражувам, да патувам во приказни филмот, со помош на филмот. Би снимал на 35 мм? Да. Тоа беше и една од најбавите работи во Романија. Така, што имаш можност? Да, што имав можност да снимам не само на 35, снимав и на 16 мм, да. Супер. И тоа е многу убаво искуство кое ме научи да бидам и економичен, бидејќи немав доволно лента за снимање. Јасно. Да бидам и конкретен во однос на тоа што го сакам, да им кажувам на глумците дека немам простор за многу луксус во однос на повторување на некои сцени и нивото и фокусот си го направи своето, во смисол да имам многу поконкретни работи. Сега дигиталното дава своји предности, можеш да снимаш, пишиш, бришиш колку душа сака, но од друга страна ја немаш таа драж, носталгија кон лентата. Да го размислував дето и многу исто така да го снимам на лента. Меѓутоа технички претпоставувам и логистички дека беше. Логистички беше повеќе проблем, бидејќи лаборатории немаш многу во близина, па треба да носиш, да враќаш, па додека се развие лентата, па да провериш што е, како е. Доколку бев во Романија, може. А не дека ми беше и проблем овека во Македонија да го снимам на лента. Сакав анаморфично да го снимам. Така, бидејќи анаморфиката си дава одредена димензија која е и текстура. Ама во последен момент се одлучивме да го снимаме дигитално. Го снимавме на мини Алекса со многу убави објективи и со Prime, да, Prime супер. И филмот изгледа како што изгледа денес. Супер. Што користевте додека сме тука кај Prime? Која најмногу ја користите? Гледате? 75-ка не? Не. Ретко се приближував до самите глумци, бидејќи кога ќе му се приближиш на пример на гро план, му влегуваш многу во интима. И со пошироки објективи кои снима филмот, бидејќи како што одев кон крајот на филмот, така и се приближува, влегува во нивна интима. И знаете, за слушателите да тие што не знаат, да кажам дека снимањето со различни објективи е исто така граматика на самиот филм. Точно. Колку повеќе влегуваш во интима, толку поблиску си до самите глумци, можеш да ги видиш нивните пори, можеш да го видиш нивното плачење, нивното смеење и тоа на големо платно се гледа и се осеќа. И уште кога го ја правев книгата на снимање, точно знаев кога сакам да се приближам, кога сакам да бидам оддалечен од нив. Одлично, тука ќе направиме една кратка музичка пауза и се враќаме потоа во етер да продискутираме конкретно за Дедо и внук. Вие слушате Радио Канал 103, емисијата Данс е Макабре. Со мене заедно во текот на оваа емисија ми дружи Илија Пиперковски. Со него во овој сегмент на емисијата ќе разговараме за Дедо и внук, неговото дугометражно остварување. Кажи ми, имаше работен наслов делото или од секогаш ти беше зацртано? Од секогаш ми беше зацртано. Уште првата реченица на филмот која напишав, наслов напишав. Така? Да. Веќе знаев дека сакам да раскажам за една приказна за еден дедо и еден внук. И во текот на целиот тој работен процес, дали додека го пишував сценариото, од кога го снимав филмот, уште бевме на дилема дали да остане, но на кај решивме дека е најсоодветно име, бидејќи исто така кажува зашо е филмот. Така, немавте алтернативни некои? Да, размислувавме и за некои алтернативни имиња, ама ништо не ни звучеше попримамливо. Не дека се навикнавме на самиот наслов Дедо и внук, туку но другите имиња ни беа некако поабстрактни. Добро.
Откако ќе почине пациентот на Никола, глумен од Дејан Лилич, само затоа што неговите родители не дозволиле да се оперира детето во странство, туку да биде марионета на нивниот пропаганден, промотивен пакет за отварање на нивната нова клиника, тој испратен во Охрид кај неговиот дедо, додека не стивне атмосферата во Скопје. Сега, колку филмот нуди критика на ставање на прединство на личниот интерес на сметка на туѓата мака? Па, ево, и самата кратка содржина што ја прочитавте за првите 10 минути од филмот е социјална критика за тоа што денес ни се случува. Секој филм, без разлика од која перспектива го гледате, е критика кон самото општество, како живееме денес. Сега, понатаму останува колку таа намера, идеја, критика ќе биде исправена. Има една реплика кога дедото му кажува внукот колку ќе поправиш, тоа зависи од тебе. И живе го животот сега, одма, затоа што делата е за луѓе, големи дела прават луѓето кои се спремни одма да реагираат. Сега, дедо и внук е вака како кога ќе го раскажете во кратки црти, го ставате антагонистот во главна улога. И тоа ми беше еден вид предизвик, негативниот лик да биде главен лик во самиот филм. До сега сите сме учени да гледаме како на позитивните луѓе му се случува нешто лошо, па тие ги исправуваат работите. А во овој случај сосем обратно, како на еден негативен лик му се случува лоша работа, па цело време сака да ја поправи таа лоша работа. И тоа е предизвик самиот гледач да треба да се поврзе со самото гледање на филмот со главниот лик кој што е, нели, е антагонизиран од самиот почеток. Друго е кога протагонистот колку толку сите гледачи многу полесно ја преминуваат таа граница да ги најдат добрите страни на позитивниот лик и многу полесно се поврзуваат, а со антагонистот е многу тешко да се сочувствува. И тоа е голем предизвик на филмот кој што го имаш. Сега па колку тој колоквијален след на причинско-последична врска има удел во филмот со оглед на тоа што ги гледаме одлуките на родителите како ги загрозуваат животите на нивните деца, како што нели Лилич ги трпи последиците од неговото напуштање од Охрид поминатото. Колку е важна таа причинско-последична? Па многу е важно, затоа што како што би напоменав пред малку, јас како човек, благодарение на сите добри и лоши работи што ми се случиле во животот, стигнав до ова дереđe. Да го имам филмов напишан, сниман, па да доживеам премиера. Пак сум имал некоја си добра мисла и идеја да раскажам една благотворна работа, еден филм со една добра порака. Сега причинско-последичното за самиот лик е тоа што израснат во една таква фамилија која има амбиција да го управува здравствениот систем во една држава, да одредува кој ќе живее, кој ќе умре, бидејќи не може да ги спасат сите се и секој чудо за 3 дена. Не е и тој целосно самиот виновен за тоа што му се случува. И еден куп фактори предизвикале тој да се најде во една таква ситуација и состојба, и еден куп фактори предизвикале да дојде да решава во последен момент судбина за други. Сега, каде се роди мотивацијата за да го разработиш тој сооднос помеѓу повозрастните и помладите генерации и нивниот судир на вредности, животни погледи и одлуки? Па секојдневно се соочуваме со нови животни искуства. Секојдневно замижуваме пред одредени работи кои не ни се по наша волја. Секојдневно избегнуваме да ги решаваме проблемите. Ги пикаме под черга.
се додека не дојде нож до коска, па да почнеме и да се отрезнуваме. Понекогаш пат е многу касно кога ќе почнеме да се отрезнуваме, треба да ни се случи нешто. Сега, имајќи го предвид ова искуство и мое животно, имајќи го предвид фактот дека гледам што ни се случува околу нас и како други луѓе реагираат на одредени проблеми и кои решенија ги носат, така и се инспирирав да го направам тој однос на конфликтот на генерации. А се случило да направиш драстична промена на сценариото на среде продукција? Или немаше? Не. Сред продукцијата и извршување на она што веќе си го договорил, замислил месеци претходно. Немаше таква измена? Не. Имаше една работа која е многу интересна. Бидејќи не снимам редоследно прв ден прва сцена, втор ден втора сцена, трет ден трета сцена, туку е каша попара во снимање. Прв ден се снимаше 5-та, 6-та сцена, 30-та и 46-та. Втор ден се снимаше 20-та, 21-та, 30-та, прва, втора. И сега Така, тоа е за актерите најголем проблем предпоставам. па не само за актерите, за цела екипа е исто така предизвик. Колку можеш да го запазиш континуитетот на снимање, на мислата, на енергијата, на емоциите, на состојбите. Да знам што сум снимал, што снимам, што допрва треба да снимам, кај треба да попуштам, кај треба да подзатегнам. Така. И се многу фактори кои влијаат на целото снимање. Сега, бидејќи во филмот има многу тишина и самите глумци, бидејќи си развија многу добар однос на снимање, ми вика дај да поправиме муавет. Он кажа, чекајте сега, снимаме некој сцени, кажа нема муавет. Така. Или пак кога почнав да навивам за главниот машки лик и главниот женски лик, да направам нивна подобра хемија. И цела екипа ми скокна и ми вика чекај, не може, нема смирување, нема подобрување. Така, ќе бидат на дистанца, каде што си се, нема тука. Не, знаете, ве понесуваат емоции, пред се многу позитивни емоции, бидејќи сте искреирале таква атмосфера на работа и едноставно ве носи бранот да ги подобрите односи. Ама што е тоа е, сценариото мора да се снима до крај. Така е. А која па ти била најтешка писателска ситуација? Кај си се двоумел најмногу? Кога работеше сценарио? Кај имаше дилема? Дилема. До кој степен би одел со емоциите? Значи редуцираше и Не, се чуваш? не редуцирав. Туку бидејќи кога го пишува веќе ги знаев и кадрите како ќе сакам да го снимам, колку сакав чистата емоција да се доживее. Бидејќи не видите, ние сме MTV генерација, во смисол научени на брза динамика, брза монтажа, на секој 2-3 секунди да не се менува кадар. А Дедој внук е сосема обратен филм, каде што кадрите траат и по 5 минути некој кадар трае и не се менува. И тука ме беше целата таа дилема како гледачите ќе го доживеат цел овој филм, бидејќи не сум брз и динамичен, туку градирам ситуации постепено, чекор по чекор. Тоа ми беше дилемата, иначе други дилеми немав. Така. А го знаеше крајот кога пишуваше сценариото, кога почна да го работиш, или? Имав неколку варијанти на крај. Добра. Но имате два видови на филмови. Имате филмови кои например режисери како Стивен Спилберг од тој ранг ги поставуваат прашања во текот на филмот, но кога ќе излезете на кино, многу од тие прашања ви се и одговорени. Така. Значи не го мислиш филмот кога ќе си одиш дома. Да. Ти го забораваш од како ќе дојдеш. Нема да го заборавиш затоа што е феноменално направен секој филм. Ти направил едно патување на доживување, ама во однос на тоа дали ќе го думаш после, не. А другиот начин на раскажување филмови е кога ти се поставуваат прашања, но дел од тие прашања треба и сам да си ги одговориш после некое време. Така. Филмови како на Дейвид Линч, филмови на Стенли Кјубрик. Точно. И тоа се
филмови кои и мене ме инспирира. Едноставно не сакав гледачот да си замине и да го заборави филмов, туку повеќе сакав една кнедла в грло да има, која ќе го стави во една ситуација и понатаму да го мисли филмот. Не направи филм кој ќе го гледаш еднашка. Исто како што напоменав дека Ана Каренина не е за читање само на една возраст, туку може да ја читаш и во повеќе животни фази. Така и Дедо и внук. Дедо и внук имате однос на 4 генерации. Дедо, син, внук и правнук. Тоа се животни искуства, тоа се животни возрасти кои даваат можност да го гледаш филмот во секоја животна доба. Точно. Кои беа пак главните одлики кои сакаше да ги потенцираш кај ликовите? Секој лик е различен. Ликот на Дејан Лилич е неодговорен ни за себе, а камоли за другите, нерешителен, оставал цело време друг да решава место него, секој пат потиснат, никогаш не се соочувал со конфликтите, цело време бегал и чистел. Дедото е цврст, стабилен, решителен, категоричен во однос на многу работи, дури се откажал од сама своја фамилија, има друга фамилија и е благодарен на секој момент во животот, искрен е, помага каде што му се бара помош да помогне. Родителите на Дејан Лилич, на главниот лик Никола, се исто така немилосрдни, стерилни, гледаат само за себе, нивната амбиција ги има заслепено, него има дека човечкото во нив. Главниот женски лик е пак решителен, знае точно што поминува една мајка, на кој начин сака да воспита дете, цврста, храбра. Да биде пример за него во животот, да. А не сметаш дека родителите треба повторно да се појават во самото дело, да не бидат само во овој? Или сметаш дека нивната приказна нема потреба да се меша со... Нивната приказна се мешат цело време тука. Дали на радио ги слушаме. Тука се постојано се тука. Само физички не се присутни во самото. Да, ако дојдат физички, да не откриваме многу. Затоа и главниот лик Никола, кој го толкува Дејан Лилич, презема такви чекори како што презема, затоа што знае кој ќе биде исходот околу евентуалното нивно доаѓање. Така. И појавување пак. Сега патот на Никола во ова дело има една своја градација. Све некој е бесен и разочаран од недобредовениот туѓинец. Го запознаваме на врвот на егоцентризмот, за до крајот на делото да му се понуди втора шанса во животот. Колку важно ти беше да го соочиш ликот со последиците на неговите одлуки? Па, кога ќе не стави некој в оган, само тогаш можеме да реагираме. Или ќе не изгоре оганот, или ќе гледаме да го совладаме тој оган. И затоа и Никола Дејан Лилич одбегнува да се соочи со сите тие проблеми. И едноставно само човек тогаш може некако да се промени, да излезе од својата себичност и да излезе од тој микроуниверзум кој си го има направено на комодитет и на комоција. И затоа и одбегнува да дојде кај дедо му, затоа што знае што има направено пред многу години и не сака да се соочи. Сега животот понекој пат не носи во такви ситуации за да еден крајно да ги решиме. Да пораснеме како индивидуа, може. Се разбира, да пораснеме, да созрееме, ама и да се соочиме со некои работи кои сме ги ставале под черга и кои бараат и разврска. Точно. Сега со односот со дедото исто така има различен пристап, иако на почетокот се резигнирани со изминувањето на времето и заемништвото се зближуваат до роденденот на дедото, кај што може да забележиме дури знаци на среќа и гордост на неговото лице. Како еволуира па овој нивен сооднос помеѓу внукот и дедото?
Дедото, како помудар и не толку табиетлија, во смисол не толку егоцентричен, дава простор и можност за нивниот однос и председава втора шанса. Знаете, филмов ми е за втора шанса. Колку можеме сами себе си дадеме втора шанса? Колку другите. И колку можеме да дозволиме и другите да ни дадат втора шанса. Без разлика на тоа што дедото рече јас ова завршив со него и со неговата фамилија, пак дава простор и шанса за едноставно ајде да поживееме заедно додека си тука, па кој знае Господ ќе ни донесе понатаму. Така, а колку по овај филм за непреболените спомени од минатото? Па секој од нас има непреболени работи од минатото. Дали кон поранешен дечко девојка, кон надежите, кон шансите што сме ги имале или колку тоа сме били еден за друг, дали кон грешките што сме ги направиле со носење на погрешни одлуки кои во тој момент сме мислеле дека се коректни, правични. Да, филмот е за покаяние. Што значи покаянието? Што значи да живееш со покаяние? Колку сакаш тоа и да го покажеш, колку бегаш од тоа, колку сакаш да се соочиш со тоа, колку сакаш да си простиш и на себе, ама да дозволиш да ти простат и другите и да простиш и ти кај другите. Така. Сега, вежбаше со актерите, имаше временски можности за тоа да го направиш во пред самото снимање. Колку па дозволуваше импровизација на твојот сет од актерите од екипа? Да, во главно ги сакам пробите со глумците, бидејќи така и разговараме за самата идеја, за самата тема, за самата приказна. Заедно ги градиме ликовите. Така самите... имаше читачки пороби претходно? Да, читачките проби се краток период, додека не се научи сценариото и текстот, ама после веќе многу конкретни проби. Дури кога правам кастинг, покрај глумците што доаѓа со научен текст, веќе и работам на лице место со нив. Им раскажувам како го гледам лик, како ја гледам ситуацијата, како ги гледам моментите кои треба да ги пробаме. И пред се оставам и самите актери да дадат свој придонес кон самиот лик, да ги контурираат и тие, јас само да ги менаџирам на лице место. Така. Имаше те снимања, пробни снимања за да видиш како би изгледало? Немав проб. Не. Од кога го направив кастингот веќе знаев кој е, што е. Само чекав со нетрпение да дојде денот да се преселиме сите во Охрид, бидејќи да пробите и цела препродукција справе во Скопје и со нетрпение чекав да дојде денот да се преселиме во Охрид. Така и да почнеме со снимање. Одлично. Даваш биографии на карактерите или поставаш простор да истражат и да дојдат со свој пристап? Да, давам биографија, во смисол кога и на самиот кастинг раскажувам кој е ликот, од каде доаѓа, каква му е бекграундот, како е воспитан, во каква фамилија е растен, кои му се предизвиците и после со тек на време веќе многу повторување има, созреваме заедно и така ги градиме и ликовите со самите актери. Супер. Сега, Благој, Лилиќи и Даниела, проминентно трио на кое се сеќавам од македонската Догма Болили. Зашто баш падна одлуката тие да ги заземат главните и споредните улоги во филмот? Сега дури вие ми спомнавте дека глумеле таму, не се сеќавам дека. Па не знам, чудна коинциденција тогаш. Таму претпоставам дури не се сеќавам на филмот. Играле различни работи, биле различни ликови. Друг стадиум на кариерата. Да. И пак поминало многу време кога е сниман тој филм. Сега е друг жанр, други емотивни состојби, друг начин на раскажување на приказна и се радувам за овој кастинг кој направи да имам ваков филм како што имам денес. Сега, кога ги пишуваше улогите, ги имаше предвид овие актери? Не. Ги немав. Подоц на самиот кастинг? На самиот кастинг.
се погоди дека се соодветник. А како течеше па соработката со Салаетин Билал и зашто баш тој го избра да ги носи тие длабоки филозофски реплики на Затоа што беше и најблиску до тоа што сакав да го раскажам, како еден дедо. Така. И многу добро се разбравме. Имав одлична комуникација и се радувам што Салаетин Билал, за жал да е неспокоен, беше дедо во мојот филм. Одличен човек пред се, одличен глумец и направи да имам и одличен филм. Дефинитивно. Дали им даваш домашна задача на техничката екипа да погледнат филмови за да влезат за тонот кој што сакаш да го постигнеш на снимањето на твојот филм? Па немав многу референци кои би можел да ги дадам во однос на како филм сакав да направам. На визуелен план или воопшто на атмосфера што сакаш? Па на атмосфера најблиску ми се двајца режисери, едниот е Нури Билиге Челјан, турски режисер, а другиот е Андрей Звагинцев, руски режисер. Двајца титани на светската кинематографија. И како сензибилитет, пластичен, визуелен, како актерска игра, тие ми беа на еден начин како и инспирација како филм сакам да направам. Ама пак различен филм, различно поднебје, Охрид е многу поинаков отколку нивните филмови на Анкара или на Москва. На Москва, да. Кога се наметна потребата да го започнеш филмот со долгиот статичен кадар? Намерно целеше да почнеш и да завршиш со операцијата? Па, знаете, филмот е и како една книга. Така. Имате корица и имате заден дел. Така. И мора да се затвори еден круг. И почнува со гасење на еден живот, а сакав да заврши со надеж дека друг живот ќе продолжи. А во минатото сме забележале кратки сцени снимени во Охрид, меѓутоа ти одлучи целосно да го снимиш филмот тука. Кажи ми зашто реши да го исполниш делото со убавините на градот? Па, пред се, тоа што сум роден и пораснат во Охрид е една работа. Животна желба ми беше да снимам целосен филм во Охрид. Ниту еден филм не е целосно снимен во Охрид. Не знам дали колегите мои биле свесни кои можности ги нуди Охрид или сакале само пар сцени па се другото да биде во Скопје, дали од економски причини, технички причини, не можам да навлезам, секој си носи своја одлука. Ама уште пред да бидам на академија, животна желба ми беше кога се вратам еден ден како режисер да снимам филм во Охрид и се радувам што и таа желба, тој сон си го исполнав. Одлично. Сега можеме да ја забележиме дистанцата помеѓу ликовите на Лилич и Билал во двоплановите, а посебно е впечатлива позадината на разговорите на тераса помеѓу Дејан и Горан. Сега, на каква фотографија целевте со Петру Паунеску, кинематограферот? Па, сакавме да направиме филм кој е составен од кадар секвенца, во кој ќе оставиме едноставно цел кадар да трае, дури ако треба да трае 5 минути, да биде целосно да го видиш тоа, да го видиш нивниот однос, да видиш, да имаш време сите детали да ги забележиш. Пред се работевме на секој кадар и секој кадар да си е сам по себе, да си раскажува приказно, да биде на нарација која те носи на наредниот. И исто така да не пречи на око. Целосно, скоро секој кадар е централно компониран. И е многу тешко да компонираш со централна композиција. Статичен. Ретко кога имавме движење на кадри, тоа кога го правевме, таму има на рака. Па тоа е и наменски. Кажав дека секој кадар си е и јазик по себе, комуникација со гледачот. И зошто така одлучивме да ги снимаме кадрите. Сакавме да комуницираме со публиката. Супер.
И сега има еден кадар во кој ноншалантно си помина еден лебед во позадина додека Лелиќе и детето разговара, намерно реши тој дувол да го оставиш. Нон-стоп имавме лебеди во кадар. Дали ние ги предизвикувавме со тоа што снимаме тука, па тие очекува да ги храниме или пак имаше катамарани, ергенски, моментски на катамараните и беше стварно предизвик да се снима покрај езеро. Комичните елементи доаѓаат во израз во сцената со миење со врела вода, како и самото паѓање со мобилниот телефон. Сметаше дека се потребни за да се подигне ведриот дух на делото? Па да, сакав и одредени наивни, да не речам така, сцени кои го зборуваат за самиот карактер, за контрастите каде живеел Николај, како живее дедо му, која е скромноста на дедо му, како нема, например, бойлер, како се мие со топлење вода во тенџере и со мешање на ладна вода. И тој момент на излегување од комодитет, од комфорт, создава исто така и комични ситуации во кои публиката се смее. Јасно. Сега, наспроти ведрината имаш една горчлива сцена со Салаетин. Како гледаш од денешен аспект на неја? Многу тажно. Така? Да, дури кога го пишував сценариото, знаев дека е многу тажна сцена која ќе допре многу гледачи. Затоа што сите одбегнуваме да се соочиме со смртта. Кој помалку, кој повеќе. Не е лесно, единствена мистерија во човештво е смртта. Сега не сите исто ја прифаќаме и исто не реагираме на умирачка. А која па ти беше најпроблематична сцена за снимање? Која ти одзема најмногу тейк? Каде сметаше дека со лесно ќе поминеш, ама па сте заглавиле од XY причини? Па искрено да видам, немаше некое заглавување. Ви напоменав дека не снимавме линеарно порден прва сцена, втора сцена, туку снимавме каша попара во однос на распоред и синхронизација на снимање на сцени. Можам да спомнам дека 3 недели снимавме денски, а една недела снимавме навечер. Таа недела снимање навечер беше стварно беше многу ладно во тој период и тогаш беа и најемотивните сцени. Сега можам така како целина да ви ги издвојам. Таа недела беше така емотивно затворена. Набој имаше некако. Набој емотивен, бидејќи тогаш ги снимавме сите тешки сцени кои се со тежина емотивна. И таа недела никош нема да ја заборавам. Па после кога се вративме да продолжиме со денско снимање, ни беше мене пред се ми беше малце така потешко за приспособување. Па за приспособување, затоа што цело време претходно една недела си затворен. Со емоции, гледаш само едните исти работи, да ги запазиш во однос на континуитет и се тешки сцени. И после кога се вративме на детските снимања ми беше малце пак потешко да се прилагодам. А колку беа временските погодности на ваша страна, колку околината имаше разбирање за снимањето? Вака пред се временските, ви напоменав дека продуцентите ми викаат дека Господ ме сакал. Ако беше наред да снимаме некоја потешка сцена каде што имаме драма, езерото беше разбранувано, имавме облаци, ако сакавме ведрина, мирно езеро. Знаете, филмот пред се ми е и со тишина. И самата тишина е и музика во филмот. Бидејќи имате бранови, го имате ветерот, го имате лисијата, го имате самиот тој дизајн си е музика по себе. И намерно оставав да имам сцени во кои ќе има тишина. Кога самите ликови ќе си помислат некои работи. Сакав да му даваме на оддишка на филмот, да не биде се пренатрупано на муабет, на диалог. И се радувам што направив и таков филм во кој тишината си е составен дел од самиот филм. Така, колку внимаваше на употребата на диалектот и акцентот на актерите?
Сите актери се од различен крај на државата и сите се имаат свое наречие, свој дијалект. Сакав да биде колку што може со охридски дијалект, самите актери се потрудија, но не инсистирав многу. И нивна желба беше да се потрудат да зборуваат на охридски. Сега филмот кога ќе биде пуштен во странство, луѓето во Норвешка нема да направат разлика. Единствено охриѓани можат да ги фатат тие финеси, дали се зборува на дијалект или не се зборува, ама не ти беше пресудно. Не. Самата изведба. И сега во едно интервју со Благој кој што го правев, ми рече дека доволно го тепаа на филм, сега тој сака да ги тепа, па ми ти му ја исполни желбата како лик да го пренесе тоа. Потребно беше тој да биде постојано револтиран за самиот лик, заради тоа што тој не попушта. Да, направив еден лик кој глуми брат. Сега брат како брат има само една работа, гневот. Како да го испразни гневот кон еден другар кој му ветил некои работи дека никогаш нема да ги направи и ги прекрши. Сега брат со брат си дале еден завет, еден он го прекршил тој завет и дојде време на наплата на целата работа. И се радувам на нивото кое го задржа Благој цело време, на начинот на кој ја држеше тензијата и состојбата, ама во исто време и на начинот на кој му даде до знаење на главниот лик Никола, на Дејан Лилич, кои се работите кои се договорија и кои се работите кои требаше тој да ги исполни. Сега, Даниела е одлична актерка која прекрасно се носи со улогата и кај тебе и кај последно ја забележавме кај Џиже во незиниот филм. Сега, со кои квалитети сметаше дека таа ќе го збогати ликот? Па, Даниела Ивановска пред се е родител, е мајка на едно одлично дете, кое има направено со животно искуство да биде решителна, да знае како да се однесува како родител и да ги има сите тие карактеристики на еден родител кој би направил се за своето дете. И немавме никаков проблем во однос на договорање каков треба да биде ликот и се радувам многу на Даниела Ивановска бидејќи со нејзината животна енергија, со како што е таа лично направи да има одличен лик, изграден лик кој е решителен, кој знае точно што сака и прави се за да си ги заштити своите интереси. Апсолутно. Имаше двајца асистенти на снимање? Или? На режија имав? Да. Па, видите, сите се асистенти на режија. Јасно, секој помага колку што може. Секој си има своји одредени задолженија. Во главно имав тројца по потреба, зависи од габаритот на сцените кои ги снимавме секој ден. И тоа беше и нивната задолжение, да се грижат околу глумци, распоредот на снимање, временските услови, што треба да снимаме, што сме снимале и да се води некој континуитет. Така, и сега колку ти беше важен пресвртот за Тарковското да го сокриеш до крај, колку сметаше дека нема да дојдат гледачите до ова мелодраматична тропа која што можеби е, не знам, поблиска до сензибилитетот на баш на мелодрами. Па, се трудев дури во самото сценарио да ги избегнам сите тие замки и едноставно гледачот да не дојде во ситуација да го предвиде крајот или да предвиде што ќе се случи или што се случува. Едноставно да биде видливо. Дури тоа што на еден начин е видливо и одма ќе се знае, сакав да го направам да биде и во исто време и симпатично, да не биде како едно клише кое ќе речеш чекај ова 100 пати сум го видел, зошто и сега се обработува. Сакав да направам филм кој, знаете, сите приказни се раскажани, сите најубави песни се испеани, сите најубави книги се веќе напишани. Единствено останува на секој автор е едно ново видување на нештата, од една поинаква различна перспектива да ги кажеш работите и поинакви прашања да поставиш за гледачот
да може да ги размисли, да може да реагира. Знаете, филмот нема мог да го смени светот, но може да смени и став и гледиште за некои одредени перспективи. Точно. Во музиката на Оливер Тавчев, во која се наслушнуваат женски хорови во елегичните сцени, пропратени со пијано, додека не се активираат и гудачки свирити за засилување на емоционалните сцени кон крајот, целевте да биде ненаметлива пред се музиката во делото? Да. Тоа ми беше работа, идејата, бидејќи многу малку музика има, нема ни 5 минути музика во целиот филм. Добра, и со се одјавна шпица, да, има некои 6 до 7 минути. Долго време се мислев дали да имам воопшто музика во самиот филм, но филмот изгледаше многу суров, многу груб и тежок за да го осетиш и го примиш. Вака музиката од време на време дава некоја си оддишка, дава некоја насока која пред се помага, не одмага. Кога разговарам со луѓето како им се допадна музиката, сите викаат се радуваме што не беше наметлива, што не доминираше во однос на драмското дејство и на емоцијата. А и тоа ми беше работата. Направив многу чист филм со чиста емоција која не сакав вештачки да е дозбогатан, бидејќи немаше никаква потреба тоа да го направам. Така, суптилно повеќе. No. Бидејќи цел филм исто така е суптилно граден, чекор по чекор, си викам зашто да Ќе натежи. Па немав никаква намера така. Едноставно сакав. Нема емоционално ништо дополнително да придонесе кога веќе тоа го играат актерите. Ќе заборавив да прашам во кој аспект е снимано и зашто баш така? Како? Аспект речи. 30. Да. Зашто се одлучи? Па сакав анаморфично да снимаме, се имаме нуди такви можности за да отвориш широки пейсажи да направиш. И затоа така ја одлучивме. Супер. Се преснимува сцена дополнително која што не ти се допаднала како испаднала на иницијално снимање? Не. Се вратил на Не. Немав враќање да доснимувам нешто. Зашто па немаше потребен slow motion флешбек или па секвенца на сон? Да сакав да направам линеарен филм чист. Така? Не сакав вештачки да ги додавам работиве, да се враќам. Туку сакав причинско последичното. Се што се случува да се има свој разврска без вештачки, да давам дополнителни информации кај било, шо било, кога било. Туку со тек на муавет самите ликови кога разговарат, така и гледачот да открива за нивниот бекграунд, за нивниот однос, неоднос, кој бил каков на времето, каков е сега. Едноставно сакав луѓето да патуваат низ диалог. Супер. Како пресудувавте со монтажерот Данчо Стевков што да остане, а што да се испрли за подобрување на динамиката? Се плашевте можеби дека ќе биде предолго делото? Па да, првата верзија ви напоминам дека беше 3 сати и 15 минути, па моравме да отфрламе работи кои и се повторува во филмот, не дава плюс информација. Така. И за некои сцени имавме и полемики што е добро да остане, што е добро и да се трне, затоа што ќе носеа на поинаква нарација, на поинаква нишка во на самиот филм. И тоа ќе беа валјда плюс информации за гледачите кои би требало да го намалат самиот суспанс во приказната. Така. Си пробал некоја сцена со друга музика која не се искористил? Не, наменски ја правев музиката, ја затворивме сликата и врз основа на неа е. Да, имате два начини на снимање, на правење музика во филм. Например, како правел Серджо Леоне, тој први ја правел музиката, па после ги снимал сцените, бидејќи Енио Мариконе знаел како да направи и самиот суспанс на музиката да го диктира и ритмот на самата сцена. Пак ќе го спомнам Стивен Спилберг, тој например многу поинако работи со Џон Вилијамс, го снима филмот, па отпосле ја прави музиката. Јас направив некој си еден микс на две работи, за некои сцени знаев дека музиката која е темата, бидејќи одбрав една тема и после правев варијации на самата тема.
И од кога ја затворивме сликата, веќе почна и лепењето на самата музика со варијации. Така, ти го монтираше трейлерот, сакаше да скриеш повеќе или да покажеш помалку кога се работи за трейлер? Па сакавме на мистерија да имаме, не сакавме многу да откриваме, повеќе сакавме да ги привлечиме гледачите, едноставно да дојдат и да го гледаат филмот. Тоа е и намерата на еден трейлер, да го заинтересираш самиот гледач, да рече добро, јас ќе дојдам да го гледам овој филм, мислам дека е вреден. Така, како си задоволен од премиерата на филмот и восприемањето на делото од публиката? Искрен да бидам, многу сум задоволен, од многу аспекти. Пред се каков е приемот на публиката која го гледа филмот, како реагираат на сцените кои се многу емотивни, кои се полни со набој, и тоа ме прави да бидам горд затоа што сум го напишал и сум го режирал ова дело. И се надевам дека филмот ќе се остане еден траен печат, еден траен белег за едно време во кој ден живееме. Така, колку може да биде разбирлив и универзален за странскиот гледач, а колку за гледачите од нашата држава? Па, вака, бидејќи пред се филмот е на љубовна приказна, знам дека е разбирлив за сите. Начинот на кој го имам снимано го прави многу едноставен за гледање, за да не биде со тешкоти, да ти мрда око, да има движење на камера, да не гледаш темници. Туку не, има направено многу чист филм. Во однос на тоа како ќе го гледаат странците како тема, идеја, можеби за некои работи ќе се чудат бидејќи во поразвиени општества и земји каде што здравствениот систем функционира, ќе биде и ова чудна работа. И можеби ќе се чудат. Искрен да бидам, допрва чекам да го фати својот фестивалски терк ширум светот, па во следна прилика и ќе ви кажам и како и поминав. Добро, окей. А имаш за сега индикации каде би играл? Не, уште чекаме, уште сме во преговори. Така. Наскоро слушателите ќе бидат и запознаени. Супер. Што би променил за повеќе пари на филмот? Ништо. И тоа го имам размислувано. Дури ме прашуваат луѓе доколку имаше поголем буџет што ќе снимаме, што ќе променеше. Па да бидам, не размислував така. Кога го пишував сценариот, отприлика знаев колку пари ќе ми дадат како дебитантски игран филм. И се ограничив на тие пари. Пред се ми беше важно да раскажам една приказна, една емотивна драма. Не сакав во скафандери, не сакав во Space Shuttle, туку сакав една обична човечка приказна да раскажам. Има простор за продолжение на овој филм? Тоа е интересна работа. Што е отворен крај? Отворен крај. Па тоа ви кажав, сакам гледачите сами да си го продолжат филмот. Што значи втора шанса за нив? Дали ќе дадат втора шанса? Кои се очекувањата? Сакам филмот да живее кај гледачите и понатаму. Така. Колку од филмот останува па со тебе по снимањето? Колку те менува? Па, знаете, снимање филм е многу сложен и комплициран процес. Дури кога го напишав сценариото, ми беше едно созревање. Самиот процес на снимање ми беше друго учење, друго созревање. Денес кога патувам со филмот, кога ги слушам гледачите како реагираат, со каква критика, добра, лоша, било каква критика, е исто така учење за мене. И не сум истиот човек пред да почнам да го пишувам и кога го снимав и ден денес. Нормално имам созреано како човек, имам созреано и како режисер, знам како да се носам со еден игран филм, знам да се носам и со тешки емоции и со нетрпение го чекам следниот предизвик. Одлично. А во кој процес најмногу уживаше? Во предпродукцијата, во самата продукција или во постпродукција? Постпродукцијата, монтажата е, да не речам досадниот дел, бидејќи седиш в студио и ги редиш кадрите. Да, ги редиш кадрите еден по еден, она што веќе си го снимал. Сега немав многу можност да играм на монтажа, бидејќи се кадар секвенца и само ги лепиш кадрите еден
друг и останува да видиш што ќе фрлиш од тие кадри. Цела препродукција беше полна со енергија, во смисол договорвање луѓе, објаснување, а самата продукција е многу стресен процес затоа што треба церебрално многу фокусиран човек да биде за да го запази ритамот. Пак ќе спомнам, не снимам хронолошки прв ден прва сцена, втор ден втора сцена, току тоа е еден микс на денови, сцени со многу фактори кои одлучуваат кои сцени ќе се снимаат кој ден. И морам да имам такав фокус, такава концентрација која ќе ми дозволи да помнам што снимам сега и како ритамот треба да го држам и за сцените кои допрва следуваат. Така, а со што си најзадоволен со филмот? Што сите работи. Верувајте ми, имам направен филм во кој немам покаяние дека не сум снимал нешто. Имам се снимано. Така. Може би сега гледајќи го ова искуство на некој кадри би се приближил, не би ги снимал пошироко, туку би ги снимал поблиску, ама веќе ги имам кадрите. Јасно. Имаш доловено емоциите. Имам доловено емоциите. Да Тоа е единствена работа. Ама немам потреба ни за покаяние, бидејќи сум ги снимал. Многу материјал не влезе во филмот, мене тука ми е единствена работа. Тука е маката. Да. Кажи ми идни сценарии. Што работиш? Имам неколку сценарија. За следно има и конкурс. Така. Се уште сум во дилема каква приказна сакам, дали сакам исто така да со драма која да ќе биде нискобуџетна, се ќе биде нискобуџетно бидејќи не сме индустрија, немаме таква кинематографија, немаме киносали за нонстоп да се снимаат филмови. Се уште сум на дилема со каков сценарио сакам да се пријавам. Да, одам на игран филм. Така. А ќе се навратиш на кратки правење во ако имаш потреба од одредени идеи да бидат кажани? Па има кратки сценарија, исто така документарниот филм сакам пак да се вратам на документарен филм, пак има интересни приказни кои мислам дека вредат да бидат раскажани. Супер. А едно Back to the Future прашање. Што би си кажал на себе си ако можеш да се вратиш назад во времето? Како би се посоветувал? Во кое време? Во кое си почнувал да снимаш? Мислите на дедо и внук? Кога си почнал воопшто да работиш како режисер? Со што со ова искуство и знаење што го имаш по дедо и внук би се посоветувал себе си? Па, искрен да видам, сега сум во една благо состојба, ги живеам најдобрите денови на мојот живот, снимав игран филм. Немам покаяние, не сум направил грешки технички во самиот филм, туку направив еден филм кој by the book, школски, како што треба да биде направен, полн, чист. И бидејќи имам сега ова состојба на ум и на витисување, на живење, не би можел да речам дека би си кажал нешто со кое ќе си ја сменам својата иднина и да направам нешто подобро или поразлично. А што последно Илија прочитал, погледнал, слушнал да препорачаш филм, серија, книга, Да. музика? Во однос на филм, Што ти ставил впечаток после? последен впечаток ми остави филмот Паразит, јужнокорејскиот филм. Бон Јун-хо. Да, едно од најпријатните изненадувања кои ги гледав во последно време. Во однос на серијски филм има еден серијал, прва сезона во 3 епизоди, на Дракула се вика. Океј, на Netflix. На Netflix и е тоа многу пријатно изненадување, бидејќи да, сите ја знаеме приказната на Брам Строкер за Дракула, но ова е многу пријатно изненадување, составено многу изненадување, начин на раскажување, изведба, глума. Така, како ти се допадна тоа што излегува надвор од Калапот и во другите временски зони? Да, тоа е изненадување. И тоа го гледав последно како серијски филм. Во исто време The Witcher. Исто така серијата направена според истоимената игра е едно пријатно изненадување. Си играл играта? Да, имам играно, да. Исто така ги играм игрите.
Задоволен си како беа да, представени да, ликовите и да. како приказната беше составена? Па, што би можеле повеќе? Има ли доволно време и буџет на располагање да ги направат работите како што сакаат. Во однос на музика, слушам се и се што. Сега моментално Макс Рихтер го слушам, е филмски композитор и тој ми е едно непријатните изненадувања кои ги начека во последно време. Нада Астра последно, ако не се лажам. Да. Одличен спор. И тоа е во глава. Супер. Илија, фала ти што се напати да го направиме ова долгометражно интервју, посебно со тоа што го направивме во градот кај што е снимен севкупниот филм. Посакувам многу успех пред се и на самите репертуари во киносалите каде што ќе игра филмот. Да потсетиме уште еднаш дека ќе може да го погледнат гледачите на Скопје и во Cineplex во престојниот период. И ти посакувам многу успех на филмските фестивали, да ќе биде примен во фестивалите и со А категорија и во останатите, каде што сакаш да се прошири и да се пренесе оваа хумана димензија која што поседува дело. Ви благодарам и вас и ви благодарам за поканата. Вие сте едни од ретките со кои направив интервју, да не зборуваме на должината на самото интервју, туку воопшто интервју и се радувам на честа што можев на долго и на широко да објаснам се и се што врзано со самиот филм, со инспирацијата да се направи Дедо и внук и сите детали кои ми беа во ум додека го мислев, снимав и сега кога шетам со самиот филм по градовите. Благодарам многу. Јас сум Златко Ѓелевски, го затворувам гримар на Дансе Макабре и го враќам на полицата кои останатите изданија кои кријат тајните на универзумот. Донереното издание на Дансе Макабре, гледајте го Дедо и внук, бидете хумани и имајте разбирање за туѓите чувства, а не само за својот интерес.